минути за урбани вести, добре дојдовте. Поскап паркинг и бесплатен јавен превоз за граѓаните во деновите кога има екстремна загаденост. Ова е веста на денот, а во продолжение следува генералната најава. Поскап паркинг и бесплатен јавен превоз за граѓаните на Скопје во денови на висока загаденост. Пријавете електронски отпад на 070-236-000. 1200 вработени вишок во јавните предпријатија на град Скопје. Акцијата за обновување на дрворедите денеска се одвиваше во Сарај. Основното училиште Лиман Каба во Бутел доби ново осветлување. Со цел да се намали присуството на автомобилите во сообраќајот во деновите на екстремна загаденост на воздухот, градот Скопје ќе ја зголеми цената на паркирањето за цели 50%, а за сметка на тоа јавниот превоз ќе биде бесплатен. Во главниот град ќе се зголеми цената на паркингот за 50%. За оваа одлука градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов вели дека се воведува со цел да се намали користењето на автомобилите, односно дестимулирање на граѓаните, бидејќи Скопје се соочува со сериозен проблем околу загадениот амбиентален воздух. Градоначалникот Шилегов вели дека зголемувањето на цената ќе биде само во денови кога загаденоста е неколку пати поголема од дозволената. Како што истакна Шилегов, градот Скопје и владата имаат пропишано кога се активираат интервентните мерки, а градот Скопје е должен да преземе интервентни мерки доколку два последователни денови две мерни станици покажуваат висока загаденост на воздухот. Кога ќе настапи сериозната загаденост, тогаш ќе се пушти бесплатен јавен превоз, а ќе поскапи паркирањето. Шилегов додаде дека ова не е нешто ново, туку беше спроведено и минатата година во два наврати. Кога ќе настапат услови за превземање на интервентни мерки заради сериозна загаденост на амбиенталниот воздух, тогаш ќе се примени поскап паркинг што го прати бесплатен превоз за граѓаните во рамките на јавното сообраќајно предпријатие, нешто што овој град го направи во текот на минатата година на два пати. Ние живееме во последиците на повеќе децениска негрижа, на исечени булевари дрвореди во Скопје, на исечени 3 парка во малиот ринг во градот Скопје, на 680 милиони евра потрошени во 1 километар квадратен без да го решите јавниот превоз во Скопје. Шилегов додава дека ова не е проблем од сега, туку се решава повеќе деценискиот проблем кој досега никој не успеал да го реши. Најголемиот процент од загадувањето, односно 50%, е од домаќинствата, а 22% од загадениот воздух е од сообраќајот. Со поскапувањето на паркингот се прави превенција автомобилите да бидат во помал број во денови на екстремна загаденост. Акцијата за обновување на дрворедите денеска се одвиваше во општина Сарај. Во текот на денот ќе бидат засадени 100 јасени и јавори на потегот од влезот во Сарај до езерото Треска. Оваа есен екипите на град Скопје ќе засадат 3500 висококвалитетни листопадни садници на повеќе локации и во сите скопски општини. 100 висококвалитетни јасени и давори денеска беа засадени по должината на улицата Сарај во општина Сарај во рамки на есенската акција за обновување на дрворедите во главниот град. Планирано е во наредните денови акцијата да продолжи, со што ќе бидат засадени вкупно 300 дрва, информираше денеска портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. На потегот од мостот на реката Вардар па се до раскрсницата кај езерото Треска се отвараат нови дрвореди, каде вкупно ќе се засадат 300 висококвалитетни садници од типот на јасен и јавор. До сега веќе 100 садници се наредени, а наредените денови ќе се засадат уште 200 други. Салиху исто така потсети на изминатите акции кои градот ги имаше во скопските општини за засадување дрва, а ги најави и активностите што следат во наредниот период.
Наведе дека оваа есен екипите на град Скопје ќе засадат 3500 висококвалитетни листопадни садници на повеќе локации и во сите скопски општини. Во изминатиот период подигнавме нов дрворед во Битпазар, денеска подигаме нов дрворед во Сарај, а во текот на неделата ќе подигнеме и нов дрворед во Ѓорче Петров. А исто така и реконструиравме и голем број на постоечки дрвореди кои што беа уништени. Градот Скопје до крајот на оваа година ќе подигне и реконструира околу 130.000 квадратни метри зелени површини, што воедно представува и рекордна површина постигната за една календарска година. Градоначалникот на општина Сарај, Блирин Беџети, нагласи дека за прв пат во Сарај се садат садници од ваков вид. За прв пат во Сарај се засадуваат ваков тип на дрвја и во ваков обем на број и во делот на урбанизацијата на Сарај. Ние секако ќе продолжиме во иднина и со градот Скопје и со сопствени напори да продолжиме и во други простори, во други места да засадиме дрва кои ќе придонесеме заедно сите за подобар амбиент, подобар почист воздух, но и да се грижиме за сите сфери во нашето секојдневие во животот. Есенската акција за обновување на зеленилото градот Скопје ја реализира заедно со сите скопски општини, кои во неа учествуваат со своји работници, механизација и садници. Во јавните предпријатија на град Скопје има преголема вработеност, а како што истакна градоначалникот Петре Шилегов, тоа се случува поради несоодветното и непрофесионално вработување од времето кога тој не бил на функцијата градоначалник. Советничката од опозицијата Светлана Коларич го критикуваше градоначалникот за превработеноста, па тој и даде предлог таа да биде председателка на комисијата што ќе направи список на 1200 вработени од администрацијата кои треба да бидат отпуштени. Советниците од опозицијата во Советот на град Скопје го критикуваа градоначалникот Петре Шилегов дека вработил 25 нови луѓе во јавното предпријатие Градски паркинг. Советничката од опозицијата Светлана Коларич реагираше дека во предпријатието има преголема вработеност, а Шилегов се бранеше дека тоа се случува поради несоодветното и непрофесионално вработување од времето кога тој не бил на функцијата градоначалник. Градоначалникот Шилегов истакна дека воопшто во администрацијата на јавните предпријатија на град Скопје има многу повеќе вработени отколку што има потреба. Како такви ги наведе ЈСП Скопје, водовод и канализација, улици и патишта. Според проценките на Шилегов, ако треба да се отпуштаат работници, ќе треба 1200 луѓе да останат без работа. Шилегов и даде предлог на советничката Коларич да основа комисија на која таа може да биде председател и да го состави списокот на партиските војници кои се вишок во администрацијата. Има 1200 административци повеќе од она што ни е потребно. Веднаш ќе потпишам во Градски паркинг да останат само 130 вработени, кои се стручни и тогаш веќе нема да треба да вработувам нови. ЈСП Скопје има 700 административци или повеќе отколку што има возачи, а Градски паркинг, јас кога станав градоначалник, имаше 237, а сега има 258. Од нив половина се вишок и слободно може да си одат. Ве повикувам вие да го направите списокот на луѓе што треба да бидат отпуштени од работа, рече Шилегов. Советничката Коларич рече дека го прифаќа предлогот, но под услов таа да биде одговорна за сите нови вработувања што треба да ги прави градот во иднина. Со цел да спречи создавање на нови диви депонии на кои што отпадот најчесто се гори и дополнително го загадува воздухот, општина Карпош во соработка со Друштвото за управување со отпад Нула отпад денеска почнаа кампања за пријавување на електричниот и електронски отпад. Граѓаните кои дома имаат стар електронски уред можат бесплатно да се ослободат од него со повик на телефонскиот број 070 236 000.
Општина Карпош и Друштвото за управување со отпад, Нула отпад, денеска ги потсетија граѓаните за придобивките од селектирањето на електричниот и електронскиот отпад, со цел поедноставување на постапката за собирање на отпадот. Секое домакинство со телефонски повик може да пријави ваков тип на отпад, пошто истиот ќе биде бесплатно земен од нивните домови. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев денеска ги повика граѓаните да се приклучат на оваа еколошка акција со цел да дадат придонес во борбата против загадувањето на животната средина. Оваа акција има за цел нормално да заштити животната средина и да избегнеме онаа грда слика против која што сите се бориме, а тоа е сликата на контейнери околу кои има огромни количини на електричен и електронски отпад, кои потоа за жал несовесни граѓани го злоупотребуваат или го горат и со тоа загадуваат на отворено. Апелирам сите граѓани на општина Карпош кои што имаат вишок на електричен и електронски отпад, односно стари куќни апарати за домакинство во нивните домови, да пријават на бројот 070 236 000 за бесплатно да биде подигнат од нивните домови и заеднички сите да придонесеме кон заштита на животната средина и од обезбедување на здрава животна средина и чист воздух за дишење за сите. Директорот на Нула отпад Маријан Чодамески посочи дека граѓаните најчесто пријавуваат отпад како телевизори и фрижидери, но и други помали апарати од домакинството. Граѓаните највеќе се ослободуваат од габаритниот отпад, односно највише од телевизорите, од фрижидерите, па и се понатаму. Најголем проблем ние во делот на собирањето на ситниот електронски отпад, односно малите куќни апарати, па апелираме ако може и во тој дел да се обрне сметка за тоа што и тие загадуваат исто како и големите куќни апарати. Ние сме спремни да ги превземеме и најситните без разлика во колкава количина е. За поголема успешност на кампањата пред просториите на сите урбани заедници е истакнато известување за оваа акција и телефонскиот број на кој може граѓаните да пријават ваков вид отпад за собирање. Комуналните служби во општина Ѓорче Петров интензивно работат на расчистување на отпадот. Деновиве во населбата Даме Груев подигнати се 3 камиони смет, а градоначалникот Александар Наумовски апелира до жителите да не фрлаат отпад насекаде и да не се палат огнови кои придонесуваат за дополнително загадување на воздухот. Општина Ѓорче Петров продолжува со мерки за зачувување на животната средина. Комуналните служби интензивно работат на расчистување на отпадот само на една локација во населбата Даме Груев на улицата Лепенец. Подигнати се 3 камиони смет или 10 метри кубни ѓубре. Градоначалникот на општината Александар Наумовски апелира до граѓаните да не се фрла отпад и да не се палат огнови на отворено, кои придонесуваат за дополнително загадување на амбиенталниот воздух. Во општина Ѓорче Петров деновиве засилен е инспекцискиот надзор, кој согласно законот за јавна чистота преземаат соодветни мерки. Комуналните служби паралелно работат и на расчистување на заостанатата сува тревна површина. Примарната цел на општината е да се заштити животната средина и да се надомести изгубеното зеленило. Основното училиште Лиман Каба во населеното место Љуботен деновиве доби ново осветлување. Како што информираат од општина Бутел, поставени се 10 електрични столбови на кои се инсталирани 14 натриумови светилки. Деновиве општина Бутел постави ново осветлување во дворот на основното училиште Лиман Каба во Љуботен. Како што информираат од општина Бутел, за целосно осветлување на дворот од сите 4 страни, поставени се 10 електрични столбови на кои се инсталирани 14 натриумови светилки. Од општината вела дека досега се осветлени останатите дворови на градинките и основните училишта на територија на општина Бутел. Средствата за поставувањето ново улично осветлување во дворот на училиштето се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Деновиве активно се работи на асфалтирање на неколку улици во општина Газибаба. Станува збор за улиците во населените места Трубарево, Инџиково, Стајковци и Хиподром 2.
Општина Газибаба деновиве активно работи со асфалтирање на неколку улици во повеќе населени места. Како што информираат од општината, во населеното место Трубараво подготвени за асфалтирање се 6 улици, како и краци на улицата 1, 2, 3 и 18. Во Инџиково подготвени се дел од улицата Маџари до булеварот и улица 3 во Инџиково, како и крак на улица 20. Во Стајковци на улица 6, крак 7 е целосно асфалтирана во должина од 80 метри, а на крак 8 е започнато асфалтирањето во должина од 180 метри. Потоа ќе се работи на крак 5 во должина од над 200 метри, информираат од општина Газибаба. Како што соопшти од општината, во Хиподром 2 ќе се работи на 4 улици со вкупна должина од 1000 метри. Според статистиката на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во сообраќајот како причина за одвлеченото внимание на возачот, мобилниот телефон се јавува кај 25% од сите сообраќајни незгоди. Во Македонија 63% од возачите користат мобилен телефон додека возат. Граѓаните треба да знаат дека ваквите возачи се санкционираат со 40 евра казна. Мобилните телефони станаа секојдневна потреба без која многумина не може да го замислат своето постоење. Во многу нешта користењето мобилен телефон ја олеснува комуникацијата, го олеснува секојдневното функционирање, го олеснува извршувањето на работните обврски. И навистина никој не може да ја оспори потребата од користење мобилен телефон. Во сообраќајот како причина за одвлеченото внимание на возачот, мобилниот телефон се јавува во 20 до 25% од сите сообраќајни незгоди. Со развојот на технологијата во наредните години се очекува овој проблем дополнително да се влошува. И покрај црната статистика на светско ниво, 45% од возачите го користат мобилниот телефон додека возат, а според истражувањата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во Република Македонија 63% од возачите користеле мобилен телефон додека возат. Дали знаете дека пишувањето порака додека возите е еднакво на возење со затворени очи цели 6 секунди, за кој возило со брзина од 60 км на час поминува 100 метри? Многу прашања, а само еден одговор. Користењето на мобилен телефон додека возите е опасно и ризично. Возач кој зборува или пишува на мобилен телефон додека вози се санкционира со 40 евра во денарска противредност или со регистрирање 25 негативни бода во возачката книшка. Но и покрај тоа, голем број возачи користат мобилен телефон додека управуваат возило и на тој начин го прекршуваат законот и ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Од следната година треба да почне со работа првиот научно-технолошки парк во Македонија, кој ќе биде сместен во кампусот Технички факултети во Скопје. На денешната презентација на физибилити студијата беше истакнато дека 150 компании веќе се заинтересирани за истражување на паркот, а основната цел е развој на дигитални лаборатории. Прв научно-технолошки парк во Македонија треба да почне со работа следната година на локација кај кампусот Технички факултети со кадар од универзитетите. Стартната инвестиција за проектот на Министерството за информатичко општество и администрација и Фондот за иновации и технолошки развој е близу 2 милиона евра. Како што информира Министерот за информатичко општество и администрација, веќе има интерес од 150 компании за правење истражувања во паркот, каде државата нема да биде ниту собственик, ниту раководител, а таа улога ќе ја имаат академскиот и приватниот сектор. На денешната презентација на физибилити студијата за проектот, Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски истакна дека во проектот се вклучени сите универзитети, студенти и стопанските комори кои ќе бидат носители на активностите. Првичната студија покажала дека од 500 компании, 150 изразиле интерес да се вклучат во паркот, што покажува дека во следната фаза ќе биде потребен и дополнителен простор и ангажман на луѓе како втора фаза. Финансиските средства за почеток на активностите се дефинирани на 1,5 милион до 2 милиона евра заедно со средствата за првично прилагодување на објектите и за купување основна лабораториска опрема која сега недостасува на универзитетите. Меѓу поставените
поставените цели е и развој на дигитални лаборатории во паркот кои ќе пружат информатички услуги за поддршка на останатите компании. Се предлага да се спроведе и концепт на клубови за живење, каде клиентите ќе работат заедно со компаниите на развој на технологии, што ќе ги исполнат нивните очекувања. Во Скопје денеска имавме умерено облачно време со северен ветер, а за утре метеоролозите најавуваат стабилно време со ниски минусни температури. Денеска имавме температура од 6 степени, а за утре метеоролозите најавуваат температура од 5 степени. В четврток температурата ќе се движи од -2 до 2 степени, в петок од 0 до 5 степени и сабота од -1 до 6 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.